Звукот од автомобилската свирка одекнува силно поради отежнатиот сообраќај во центарот на Приштина. Причина е снегот. На само 100 метри од тука се одржува настан во чест на свиркачите, чии дела одекнуваат силно во одбрана на демократијата. Причина е Меѓународниот ден на свиркачите. Меѓу присутните е Ѓорги Лазаревски од Македонија. Овој поранешен вработен во УБК во улога на свиркач помогна стотици илјади телефонски разговори да стигнат до јавноста, како сведоштво за масовна злоупотреба на пари и моќи од претходната влада. Лазаревски во Приштина беше поканет да ја прими наградата за слобода на говорот од Коалицијата за заштита на укажувачи на Југоисточна Европа и Европскиот центар за правата на укажувачите. Целта ми беше да се обелоденат вакви работи кои што, како што кажавте, имаат извонреден ефект во општеството. А инаку се чувствувам малце осамено и напуштено, но тоа што го чувствувам како допринос за општествената свест и самото поддигање на свеста на народот и слободата која што тој сега ја чувствува, за мене е доволно да бидам, можам да речам, пресреќен. Благодарам во име на Звонко Костовски. Thank you very much. Иста награда доби и Звонко Костовски, колегата на Лазаревски, со кого заедно го документираа масовното прислушување во УБК, но Костовски не присуствуваше на врачувањето. Иако резултатот од нивното свиркање се 20 обвиненија против 100 високи функционери на претходната власт, и двајцата се без работа. Костовски не може да се врати на работното место, ниту да бара одштета, поради тоа што официјално има статус на осудувано лице по признанието, најверојатно изнудено под притисок. Being here without him raises questions in my mind. Why it takes so long for the whistleblowers to get justice and recognition? Why there is a delay in healing the wounds? I would say deliberate delay. What is the problem? Why we are ignored and abandoned? Although I can guess the answers, I am not optimist that I will ever get an official explanation. And this only shows that the system, the society, find it hard to deal with the truth and the people who speak it. Годинешната награда ја врачи Мурат Мемети од Косово, свиркач кој во 2016-та, како тим лидер на Косовската единица за даночни истраги, ја откри шемата за даночна измама на повеќе од 300 компании. Бил соочен со молк од надлежните, па решил јавно да го обелодени случајот. Обратио сам се тужиоцу, обратио сам и Евлексу и био ту уклучен и страни тужиоц. И видео сам да е огроман досие и ја не могу за сад да кажем зашто су чутели и јас сам одлучио, веќе реко нима, ја ću изачи на медије, па имам доказе, па ќе да видим, нек јавност види, разумеш, нек друштво види и немам никакву заштиту, осим заштиту обични граѓани кои нису компетентни да дају никакве сигурносни услуги, али обично тоа ме охрабрuje. И во Косово, и во Македонија, актуелно е менување на постоечките закони за укажувачи, зашто според познавачите се свеле на мртво слово на хартија. Oni nisu ni podržani ni zaštićeni, već su često, ako nisu otpušteni, to jest ako zakon funkcioniše i onda ostanu na svom radnom mestu, oni su premeštani, prosto razne zloupotrebe se događaju protiv njih, tako da regulatorno telo je neophodno za praktikovanje ovog zakona i za njegovu primjenu u stvarnosti, tako da to bi bio prvi neki i osnovni korak ka nekom boljitku i boljoj zaštiti zviždača, to je whistleblowera u stvarnosti, da. Пред еден месец, Македонското собрание ги изгласа измените и дополнувањата на законот за укажувачи, базирани на препораките на Венецијанската комисија.
Допрецизирана е спорната одредба за можноста судот да го открие идентитетот на свиркачот, без тој да даде дозвола за тоа, со појаснување дека тоа ќе се направи само кога е неопходно, потребно за водење постапка пред надлежен орган. Но познавачите остануваат незадоволни. Smatram da anonimnost treba da ostane pitanje koje je van sudske rasprave, kako bih rekla. Identitet ovih ljudi je bitno zaštititi ne samo zato što su oni posle izloženi različitim vrstama zlostavljanja prosto na radnom mestu i od strane okoline. Mislim da to treba da bude nešto što je zaštićeno. U ostalim državama je, nažalost, slična situacija kao u Makedoniji, tako da to nije dovoljno dobro pokriveno. Американскиот адвокат, основач и член на повеќе организации за заштита на свиркачите, Марк Ворд, е запознаен со македонската регулатива. I don't want to get into critiquing the Macedonian institutions, but if they do not have systems set up to protect the whistleblowers, if the judges don't know what the law is, if the officials don't know what the law is supposed to do and what their roles and responsibilities are, then they should get up to speed and make sure that if there is a big case or even a small case, that the whistleblowers are protected. Пред околу половина година, Ворд заедно со регионалниот центар за соработка со седиште во Сараево го мереше пулсот на општествата од Западен Балкан за свиркачите. Сублимираните податоци ја сместуваат Македонија на дното. Ако балканскиот просек е секој шести, во Македонија секој трет жител смета дека тоа што го прават свиркачите е неприфатливо и треба да се казни. Macedonia, in fact, does have the highest percentage of people who think that whistleblowers should be punished among the 7 countries that we surveyed in the Western Balkans. So that's pretty disturbing. We don't know why that is. It might be a matter of the fact that people don't know what whistleblowers are. They think that they're snitches or spies or people ratting on each other or informants. So that's why I think that 2 things need to happen chiefly. One is to inform the citizens what is a public interest whistleblower. Во земја со вакви ставови на граѓаните не треба да изненадува сознанието дека оние што добиваат меѓународни награди за своето дело, дома за награда се напуштени и заборавени. 360 степени во Приштина, Петар Клинчарски.